Со доделување на нововостановените награди антологија на булката и напиши љубов во 140 карактери, синоќа во Велес свечено беа отворени 52-рите Рацинови средби. Жири комисијата одлучи дека Рамадан Рамадани ја поставил најдобрата љубовна порака на распишаниот конкурс за Твитер заедницата. Наградата антологија на булката пак и припадна на Сузана Мицева. Според жири комисијата, токму нејзиното дело Мостот на копнежите е најдобрата дебитантска необјавена поетска збирка љубовна поезија од современ автор. Оваа награда ја чувствувам не само како себе афирмација или како импонирање на мојот труд, на мојата работа, туку можам да ви кажам дека наградата ја чувствувам и како победа на својата внатрешна плашливост и како победа на поетот над жената, која што се плашеше можеби од тоа нејзините лирски треперења да излезат во стварноста. Во рамки на манифестацијата беше поставена изложбата на дела од одржаните грнчарски средби 2015-та. Во гимназијата Кочо Рацин беше откриен споменик од музата на Рацин, дело на велешкиот уметник Ангел Коруновски, а во младинскиот парк настапија учесниците на рецитаторскиот конкурс. Велешани му оддадоа почит на поетот и револуционер Кочо Рацин пред спомен одбележието во дворот на гимназијата. Посвеченото отворање се одржа и проекцијата на филмската поема Бели мугри во соработка со Кинотека на Македонија. Оваа манифестација повеќе од половина веќе е синоним за културното живење на градот, рече во своето обраќање директорот на Рациновите средби Васил Зафирчев. Годинава со програмските активности кои што нашето здружение ги понуди во програмата, се обидовме оваа манифестација да ја отвориме кон поширокиот аудиториум и да ја свртиме кон повеќе целни групи, а најмногу кон најмладите генерации кои треба да го продолжат чествувањето на ликот, името и творештвото на нашиот сограѓанин Коста Солев Рацин. Свеченото затворање на 52-рите Рацинови средби е вечерва на спомен костурницата, кога ќе бидат доделени Рациновото и почесното Рациново признание за 2015 година на Димитрije Дурацовски и Олга Панкина.